Гласањето на диаспората останува главен проблем во измените на изборниот закон. Денес лидерот на СДСМ Венко Филипче предложи работна и експертска група да најде решение за проблемот. Сериозно може да се доведе до прашање легитимност на било кој следни избори, а тоа е несоодветен начин на гласање, многу поинаков од тоа што е сега на диаспората, е уште еден доказ дека нив Европа навистина не ги интересира. Спремни сме и секогаш ја поддржуваме европската агенда, но не по цена. ВМРО да протне механизам со кој што можат утре да ги крадат изборите. Ако го тргнат членот, по кој што се менува до сегашниот начин на гласање на диаспората и да се согласат, еве дека се формира работна група, која што доколку треба може да разговара за некој начин соодветен како поинаку би гласала диаспората, да им се олесни на тие луѓе, но не со примери какви што во Европа до сега не функционирале. Од друга страна, Мицковски за предлогот на Филипче вели дека е изговор, бидејќи речиси ниту една работна група до сега не решила проблем како што треба. Моето искуство и во животот и во политиката вели дека ако сакате некоја работа да не се заврши, тогаш формирајте група или комисија и тогаш работата сигурно нема да добие онаков тек како што треба да добие. Предпоставувам таа е целта на СДСМ. Тие 4 месеци работеа во парламентот, се договара, преговара и наеднаш кога сватија дека треба да сработат нешто, тогаш заедно со другата политичка партија во опозицијата Левица одлучија да го блокираат овој процес под изговор да не им се дозволело на диаспората да гласа затоа што на тој начин ќе биле украдени изборите. Мицковски и денес го повтори ставот на владеачкото мнозинство. Вие во опозицијата договорете, себе ангажирате експерти, работете, правете што ќе правите, усогласете текст, донесете него текстот во кој што ќе биде вклучена и методологија како би гласала диаспората поинтензивно, ние без да го проверуваме веднаш ќе го поддржиме. Ни тоа не го направија. Така што еве, по-коректен, ние кога бевме во опозиција, да имавме ваква влада која што ќе ни оставаше бланко простор за да можеме да поднесуваме решение. Анализата е завршена, а зголемените маржи на 700 производи од јуни лани до јуни оваа година трговците ќе ги вратат назад, изјави премиерот Христијан Мицковски. Направена е анализата на тие 600-700 производи и тоа ќе се заврши многу скоро. Така што очекувам во најкраток период оние кои што ги имаат малку зголемена маржите спореден со истиот период од минатата година од 2 до 5%, зборам на тие веќе постојните бруто профитни маржи од 10%. Да речеме, ако маржата била 10%, сега се 12 или 15%. Тие ќе бидат предупредени. Во прилог на пониските цени и инфлацијата која во јуни покажа дека го губи здивот. Во делот на храната и безалкохолните пијалоци таа е 2,5%, во делот на обувките и облеката е 2,1%. Поголем драйвер би рекол се на тутунските производи и алкохолот, како и транспортот, поради војната во заливот и зголемените трошоци на транспортните компании и на туроператорите. Така што генерално ценам дека ова се бројки кои што во услови на ваква светска криза се навистина успех. Ако се спореди, да речеме, јуни 26 со јуни 22 кога почна војната во Украина и сегашната инфлација од 3,4% со тогашната од 14-15%, навистина тука се гледаат перформансите и капацитетот на владата и институциите кои што тогаш биле предводени и кои што сега се предводени. Во наредните денови, во Министерството за труд и економија ќе се одржи средба со увозниците, дистрибутерите и производителите на храна. Претходно ваква средба е одржана со трговците со цел цените да се намалат, а инфлацијата да се стави под контрола. За нас воопшто не е спорно гласањето на диаспората, бидејќи тоа право е дадено со устав. Знаме за една изборна единица. Ова меѓу другото го изјави денеска од Штип лидерот на движењето Знам Максим Димитриевски. За нас како Знам воопшто не е спорно гласањето на нашите граѓани кои што живеат или работат привремено во странство, бидејќи тоа право им е дадено со устав, што се однесува до
предлогот за една изборна единица. Знам како мал и нов политички субјект апсолутно го поддржува тој предлог. Кои се впечатоците, анализите и резултатите за поддршка на Знам во овој активен период за партијата? Реалните бројки на анкетите всушност се гледаат на терени во самите изборни резултати, но ние првенствено се водиме од нашата основна цел за која што и постоиме како политички субјект. Ни е многу побитно што тоа се случува во државата и со државата, отколку што тоа се случува со партијата и во самата партија. Ова лето е работно за Знам. Нивниот караван за средби и разговор со граѓаните за актуелните прашања е во тек. Кои граѓански барања се искажани на овие средби? Барањата на граѓаните се јасни, а тоа е владење на право, правна држава, соодветен развој во економијата, економија достапна за сите граѓани, деполитизација или департизација на државната и јавната администрација. По Скопје и Куманово денеска Знам разговараше и со граѓаните на Штип, а утре ќе се сретне со битолчани. По наоди на Агенцијата за квалитет во високото образование во државата, ќе се затвараат голем број институти, но и универзитети. Потврди денес министерката за образование Весна Јаневска, не откривајќи во моментот за кои универзитети и институти станува збор. Првите евалуации кои се прават со странски експерти покажуваат во одредени универзитети добро работење, но во одредени универзитети ќе бидат одземени акредитациите, но има временски рокови за тоа и ние ги почитуваме, законот го почитуваме, како ќе поминат роковите за жалба или евентуално ако може нешто да се поправи, така тие што не поправуваат ќе бидат затварани. И тоа постепено се случува. До сега се затворени 18 институти и еден приватен факултет, висока стручна школа. Во процес сме на затварање, на уште не ме фаќајте за збор, ама 5-6 институти сигурно и правиме проверка или мониторинг во најмалку уште 5 универзитети. Двајца од бугарските државјани осудени во Велика Британија за шпионажа во корист на Русија се ослободени од затвор и се депортирани. Според објавите, станува збор за Вања Габерова и Иван Стојанов, кои биле пуштени на слобода по издржување на задолжителната половина од затворските казни. Габерова во мај 2025 година беше осудена на 6 години затвор, додека Стојанов доби казна од 5 години и 3 недели. Габерова и Стојанов беа дел од групата од 6 бугарски државјани кои беа осудени на вкупно 50 години затвор поради шпионажа во корист на Русија. 16-годишно момче е уапсено под сомнение дека со нож нападнало граѓани во центарот на Урошевац, при што 2 лица беле повредени. По нападот малолетникот побегнал од местото на настанот, подоцна од полицијата осумничениот бил пронајден на една адреса во селото Греме, но при обидот за апсење пружил силен отпор со нож во рака, напаѓајќи ги и фрлајќи камења и други предмети кон нив. Според полициското соопштение, момчето земало шише со бензин, се полеало и продолжило да им се заканува на полицајците со нож, спречувајќи ги да му се приближат. Во текот на интервенцијата биле повредени 3 полициски службеници, а еден од нив, според наводите, се здобил со убодна повреда во пределот на вратот. По акцијата, полицијата успеала да го совлада и уапси малолетниот ПГ, како и неговата мајка ДГ, која според информациите ги попречувала службениците при извршување на нивните задачи. Српскиот патријар Порфири условно е осуден во Словенија. Порфири доби условна казна во Словенија во судска постапка за мобинг врз поранешниот православен свештеник Желјко Лубарда, чиј спор со раководството на Српската православна црква трае повеќе од 1 деценија. Окружниот суд во Љубљана го прогласил српскиот патријарх за виновен за злоупотреба на работното место, додека Српската православна црква ја оспорува постапката и тврди дека тој не бил известен за судењето. На Порфирија му била изречена условна затворска казна од 4 месеци со рок на проверка од 1 година. Судот му изрекол и условна парична казна од 10.000 евра, исто така со едногодишен рок на проверка. Надмината е големиот проблем за сточарите од Пијанечко-Мелешевскиот крај. Откупот на нивното млеко, кое беше доведено во прашање, продолжува, со што завршува и нивната неизвестност. Одлуката е донесена на денешната средба помеѓу сточарите, државниот секретар за земјоделие и предложен иден министер Борче Серафимовски и градоначалникот на Делчево Иван Гоцески.
Бидам искрен, одлично помина средбата, самите сточари ги истакнаа нивните проблеми, нивните секојдневни така наречени главоболки со кои се соочуваат, но тоа што радува е што и ресорното министерство, а и владата напорно работа за справување со оваа регионална криза која што е во моментот, затоа што не само Македонија, а и сите земји од регионот имаат во моментот исти проблеми. Синоќ имавме можност да ја слушнеме и самата пресконференција на нашиот премиер, кој што истакна дека државата застанува за млекопроизводителите и дека многу наскоро ќе биде решен долготрајно овој проблем. За млекопроизводителите да имаат сигурен откуп, важна е и одлуката на граѓаните. Според мене, самото ресорно министерство е доволно добро структурирано и дека и верувам искрено дека ќе најде решение за самиот проблем, институционален и долгорочен. Оному каде што јас можам да будам порака е до сите мои сограѓани и до сите граѓани ширум државата е да купуваат македонски производи кои што се произведени од македонско млеко и на тој начин ние директно ќе им помогнеме на млекопроизводителите, на самите производствени капацитети. Постигнатиот договор со откупувачите за сточарите е решавање на круцијален проблем. Благодарение пред се на градоначалникот општина Делчево, тој ни ја заврши целата работа, го повика министерот, идниот министер да дојде да не посети. Ова е поголема победа за македонското земјоделство. Покажавме дека со издржани аргументи и упорност и конструктивен диалог можеме да се дојде до решение кои значат спас за стотици семејства кои живеат од млекопроизводство. Благодарни сме на владата што свати дека без силен домашен производител Македонија ќе стане целосен зависна од увоз на поскапи и помалку квалитетни производи. Сега остануваме будно да ја следиме процесот и имплементацијата на овие мерки на терен. Оздруженијето Симентал сега останува да ја вратат откупната цена од февруари со целосен фокус на домашното сурово млеко. Млекарниците ќе добијат помош само доколку покажат лојалност кон домашното производство. Источниот регион е предводник во градежната активност во мај годинава со најголем број издадени одобренија за градење во земјава. Според податоците на Државниот завод за статистика, во регионот се издадени 76 од вкупно 340 одобренија за градење, повеќе од Скопскиот, Полошкиот и останатите региони. Од предвидените 840 станови што треба да се изградат во целата држава, најголем број се планирани токму во Источниот регион, 249 станови. Градежниот бум овде се случува подолг период и овие податоци за познавачите на овој сектор не се изненадување. Во Штип континуирано се градат по околу 300 станови, но градежен замав зема и проби Штип со атрактивни локации и услови за градба. Целиот источен регион во сите општини има големи градежни активности. Во општина Пробиштип исто така има многу градежни активности и од страна на општината како инвеститор, меѓутоа и од приватниот сектор. Се повеќе има интерес и за купување на градежни парцели, за индивидуално домување, за колективно домување, за индустријски објекти. Ние како општина во моментот имаме околу 20 на активни проекти, поголеми и повеќе помали градежни објекти. Исто така паралелно со тоа подготвуваме и проектна документација за останатите проекти, така да и во иднина ќе има уште повеќе градежни активности и во нашата општина и во целиот регион. Вкупната предвидена вредност на објектите за кои се издадени одобренија во мај изнесува околу 6,6 милиарди денари. Најголем дел од проектите се однесуваат на високоградба, додека дел се за нискоградба и реконструкција. Ова за Источниот регион е силен економски мотор, бидејќи градежништвото е еден од основните двигатели на економијата. Градежништвото е сектор кој што ја покренува во голем дел економијата. Мислам дека повеќе од 20 на гранки индиректно се засегнати со градежните активности, така да секоја инвестиција во градежништвото значи инвестиција и во другите гранки, така да тоа е еден сегмент од развојот кој што е посакуван во нашиот регион. Додека бројот на одобренија на национално ниво е намален во однос на истиот период лани, Источниот регион останува најактивен според бројот на нови градежни проекти,
Паралелно, економски раст бележат и другите сектори, а аналитичарите измериле дека економскиот раст во регионот е поголем од 7%, што е најголем раст во државата. Печево и денес продолжува да пулсира во знакот на музиката и добрата забава во рамки на 16-тото издание на еден од најголемите фестивали во државата и регионот, фестивал на дувачки оркестри Печево. Синоќа бројни посетители од Македонија, но и од соседните земји беа дел од големата музичка вечер исполнета со енергија, танци, незаборавна атмосфера. Публиката уживаше во настапите на балканската звезда Кеба, Брас Бродерс, како и оркестарот на Бојан и Богдан Ристич, кои ја разгореа атмосферата и го претворија Пехчево во голема музичка сцена. Фестивалската еуфорија продолжува и вечерва, кога посетителите ги очекува уште една вечер исполнета со врвна забава и музички спектакл. Главната звезда на вечерта ќе биде Теодора Джехверовиќ. Главна звезда ќе биде Теодора Джехверовиќ, која ќе настапи во 23 часот вечерта. Тука настапот го очекуваме на младите дечиња поточињата, односно фестивалот на детски песнички поточиња и оваа година ќе бидат наши гости. Имаме театарска представа за деца, значи мораме да посветиме внимание нели на најмладата публика. Ќе настапи исто така во доцните вечерни часови и Кеде Кока, а го очекуваме и настапот на познатата група Бело Копче, кои што ги пеат и изведуваат песните на Бело дугме. Со богата програма, големи музички имења и посетители од целиот регион, Пехчево уште еднаш го потврдува статусот на место каде летото, музиката и традицијата се спојуваат во незаборано фестивалско доживување. Штип утре, 12 јули, ќе биде домаќин на традиционалниот петровденски планинарски хепенинг, кој покрај спортот, рекреацијата и музиката има и една посебна мисија – повторно да го живее просторот Парадата, место кое со децении било символ на дружењето, младоста и убавите спомени на многу штипски генерации. Програмата започнува со планинарско-рекреативна прошетка по рутата од камениот мост на Лъджите, преку еврејските гробишта Кумлак и Клисибајр до Парадата. Во новата спортска сала кај основното училиште Ванчо Прке ќе се одржи спортско качување отворено за сите љубители на овој спорт. Во вечерните часови помеѓу гимназијата и основното училиште Ванчо Прке, местото Парадата ќе стане сцена за музички хепенинг под отворено небо. За добрата атмосфера ќе се погрижат The Huts и TND and Friends, кои со своите настапи ќе ја заокружат празничната програма. Со спој на традицијата, природата и музиката, организаторите ги повикуваат сите штипјани и гости на градот да бидат дел од петровденскиот хепенинг и заедно да придонесат Парадата повторно да стане препознатливо место на дружење, како што некогаш била. Петровденскиот хепенинг е во организација на Општина Штип, Друштвото за планинарски спортови Лисец и се дел од годинешната програма на Штипско културно лето. Утре православните верници ги чествуваат светите апостоли Петар и Павле, односно Петровден. Се наоѓаме на вечерието на празникот посветен на светите апостоли Петар и Павле, кај народот познати како Петровден. Овој празник е посветен на апостолите, бидејќи тие се 12 апостоли, посредни ученици на Христа, кои го шират неговото учење по неговото воскресение и вознесение. Светите апостоли Петар и Павле имат се први меѓу еднаквите по учењето наше на Светата црква, бидејќи светиот апостол Петар бил еден од најревносните апостоли и најстар меѓу апостолите, а пак додека светиот апостол Павле за себе ќе каже: јас сум посмртчен на Христа, бидејќи по воскресението Христово тој ги гонел христијаните, а потоа се преобратил, станал најголем проповедник меѓу елинскиот и незнабожечкиот свет. Со утрешното чествување верниците ги завршуваат и петровденските пости. Сите оние што го празнуваат овој празник им го честитаме и именденот и куќните слави, посакувајќи им светите апостоли да им бидат заштитници, покровители и молитвеници пред Божиот престол. Нека ни е на многу години. Согласно народните обичаи и верувања, за овој празник на Петровден може да се работи, бидејќи е време на најголемата жетва, а според верувањето, дури и Свети Петар тој ден земал срп и жнеел. Веќе во понеделник е Павловден, ден кога се чествува светецот Павле.
Модерната стоматологија е незамислива без висока технологија, односно без 3D технологија. Овој врвен апарат единствено во Штип и пошироко веќе е во функција во ординацијата доктор Јорданов. Што точно представува и зошто се користи 3D томографијата во модерната стоматологија? 3D технологијата во стоматологијата ја се користи за диагноза на сите најспецифични искриени проблеми што ги има во организмот во областа на стоматологијата, на коските на лицето, вилиците и забите и сите анатомски структури што се во склоп од областа на орална хирургија и максилофацијална хирургија. Која е разликата меѓу класичната панорамска рентген слика и 3D снимката? Кај 3D технологијата веќе имаме еден прецизен поглед во секој проблем и детална анализа се прави во однос на димензии, во однос на комуникација со соседни анатомски структури и тука веќе немаме можност за грешка, секое мерење е во милиметри прецизно и се откриваат сите тие проблеми кои што не може да се видат на класичната рентген панорамска слика. Примената на 3D томографијата е во речиси сите сегменти, објаснува доктор Јорданов. За користењето на 3D панорамскиот приказ во стоматологијата се користи во многу области. Например, во хирургија се користи за диагностика на цисти, на тумори, на импактирани умници. Исто така се користи во ортодонција за се гледат соодносите на забите, дали имаме некои скриени заби, импактирани заби. Во однос на лекување ендодонција на заби се гледаат сите акцесорни канали, сите скриени канали кои што терапевтот не би знаел дека се присутни. Бидејќи стоматолошката 3D томографија веќе ја има и кај нас, добро е неа да ја направи секој. За луѓе кои што имаат изведено повеќе стоматолошки интервенции и би било добро да направат една 3D рентген снимка со тоа што ќе се откријат сите тие проблеми кои што тлеат, а не се откриени на време. Не значи дека ако немаме симптоми, ние немаме проблеми со забавото, така да може да се рана диагностика ќе се направи и ќе се спречат сите компликации кои што доколку ненавремено се действува и не се изведе некој оперативен зафат или стоматолошка интервенција. Сепак, 3D технологијата е задолжителна во имплантологијата, нагласува доктор Јорданов. Незамисливо е поставување на импланти со обична рентген панорамска слика. Можноста за компликации, грешки, повреда на анатомски структури и се што може да оди во штета на пациентот е доколку не се направи една добра рентген снимка и се извршат сите прецизни мерења во милиметри пред поставување на имплантот. Што значи ние мора да знаеме пред поставување на имплантот точни димензии, точна насока, густина на коска, позиција на секоја анатомска структура, нерви, артерии, синуси и сите тие моменти кои што ние треба да ги знаеме пред самата интервенција и да бидеме спремни да ги избегнеме компликациите. За сите кои сакаат здрави заби и устна шуплина, препораката е следна. Затоа им препорачувам на сите пациенти да ги користат придобивките од оваа современа технологија со цел да спречат било какви компликации и да имаат најнавремена диагноза на нивните проблеми. Ординацијата доктор Јорданов се наоѓа во здравствениот дом во Штип на трети кат, а контакт е можен и преку социјалните мрежи. Двајца мажи во Јужна Кина преживееле благодарение на смела спасувачка акција со масивен квадрокоптер дрон. Снимката, објавена од кинеската државна агенција Синхуа, го покажува мигот кога човек заробен од поплавите во Гуангси е извлечен од врвот на цистерна за нафта и пренесен над разбеснетата вода. И утре не очекува сончево време со температури до 33 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 14 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 30%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 33 степени, Пробиштип 31, Чешиново Облешево 32, Кочани 31 степен.
температурите во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 30 степен. Во Пехчево и Берово максимални 27 степени. Според православниот календар, утре е ден на светите апостоли Петар и Павле, Петровден. Католиците си спомнуваат за мохор.